Почитувани гледачи, задоволство ми е да ви посакам уште едно добре дојде во отвореното студио на телевизија Нова. Имам чест да разговарам со четворица господа кои што верувам дека ќе ве задржат на оваа фреквенција во следните нешто повеќе од 60 на минути. Ќе зборуваме за преминот од аналогната во дигиталната ера, за филмската лента, ќе ве потсетиме на фотоапаратите кои што порано ги носевте на вашите одмори, а беа со филми, потоа брзавте да ги развиете сликите, едве чекавте да ги видите. Ќе зборуваме за тоа какво е чувството да се гледа филм во кино или можеби дома. Ви кажав дека веќе ќе зборуваме за филмската лента, за дигиталната, аналогната ера и за сите оние предности и на едното и на другото, од аспект на зачувување, од аспект на архивирање и секако од аспект на достапност до пошироката јавност. Веќе кажав дека имам задоволство да разговарам со четворица господа кои што ќе го оправдаат своето присуство овде и ќе ве задржат пред екраните. Веднаш десно од мене е Милчо Узунов, менаџер на продукцијата 3D. Првото прашање кое што еве ќе го поставиме вечерва е дали дома се уште имате видео за ВХС касети? Добро вечер, прво на сите гледачи на телевизија Нова. Нажалост не. Тоа е краткиот одговор кој што се надевам дека е голем број луѓе истиот одговор ќе го сретнете. Так, веќе сме подзаборавиле можеби како изгледа видеото. Точно. Так. Вториот гостин кој што ќе му посакам добре дојде во студиото на телевизија Нова, Игор Старделов, раководител на оделението за прибирање, заштита, архивирање, обработка, чување на филмови и филмски материјали во кинотеката на Македонија. На што гледате филм дома? Јас имам ВХС во функција уште, ама не гледам. Така. Телевизорот е DVD, торент, интернет, DVD за мене не сум баш многу љубител на таа нова технологија, но се разбира кога сакам нешто да погледам, DVD-то е решение. Без тоа, веројатно, во овие времиња не може да се разбира интернет. Така. Во студиото друштво ни прави фотографот и директор на Македонскиот центар за фотографија Роберт Јанкуловски. Дали се уште приватно, не професионално, приватно користите фотоапарат со лента? Да, користам и приватно и професионално. Професионално за изложби кога работам. Ако се работи рекламна фотографија, тоа веќе е заборавено. Так. Приватно радо користам, да, доста. Ова е лично потсетување за гледачите дека се уште може да се купи. Секако. Може и веќе се враќа во мода таа црно-бела класична аналогна фотографија во тие уметнички кругови. Так. Некој своевидно ретро, не? Ретро има, да. Так. Добре ден, му посакувам и на Лазар Секуловски, деканот на Факултетот за драмски уметности. Би ве прашала дали може би дома чувате аудиокасета или некоја лента стара? Да, апсолутно, дури и ВХС. Так. Сега ВХС баш касети дали имам, не сум баш сигурен. Меѓутоа во секој случај останати се тие такви како такви, значи претпоставувам дека ќе ги чувам заради тоа што се спомен на едно време во кое што нели јас сум започнал воопшто со оваа работа, со филмот, со телевизијата и со сите овие аудиовизуелни уметности. Так. Доколку вие наметнам дилемата, така да ја наречам, од лента на хард диск, како да се преживее транзицијата? Кои се првите асоциации? Еве како што почнавме со представувањето, би го прашала прво Милчо Узунов. Се согласувате дека ова е период на транзиција кој што едноставно треба да се преживее за да се најде каде сме, што сме и како сме и кој е подобриот начин доколку зборуваме за лента и за дигитална ера? Односно дигитален формат, нели? Да, секако таа трансформација веќе почната, тој период на како што вие го нарековте преживување трае долго време. Тука главниот проблем е тоа што технологијата многу брзо оди напред. Тој чекор нејзин е доста брз. Многу е тешко да се прати постојано и да се биде во тек со сите нови технолошки новитети кои што доаѓаат на пазарот. Дека ќе се преживее сигурно, човекот секогаш нашол начин како да ги премине таа транзиција. Игор Старделов на една дебата која што беше на слична тема како оваа денешнава, која што ќе се обидеме да нема да дадеме одговори, нели? Не верувам дека ќе успееме тоа да го решиме вечерва во еден час. Зборувавте за тоа дека ги гледаме снимките на браќата Манаки, но останува да видиме што ќе биде со денешните дела. Па добро, вие во најавата ме најавите како раководител на едно оделение со долг назив, воопшто накратко ние го викаме филмски архив. Така. Значи, јас работам во кинотека долги години и јас сум од таа, така да кажам, постара
генерација филмски архивисти кои најблаго речено не ја сакам оваа нова дигитална технологија. Како што рековте и самите, браќата Манаки, односно нивните филмови на филмска лента преживеале повеќе од 100 години и се уште се во извонредна кондиција, се разбира. Не верувам дека постои човек на планетава кој може да каже што ќе се случи со филмовите кои се снимени на оваа нова дигитална технологија во наредните 5-10, да не зборуваме повеќе години. Особено имајќи го предвид ова што кажавте дека технологијата толку брзо се менува, што веројатно денеска филмот што е снимен на некоја техника, веројатно следната година, ако не го префрлите на новите софтвери или хардвери, не ќе може да го користите. Тоа е дилема која веројатно не може никој да одговори на тоа прашање што и како и колку ќе преживеат денешните нови дигитални формати. Ги споменавме браќата Манаки, би ве запрашала вас, Роберт, како човек кој што го подготви сето она што како фотографија го работеле браќата Манаки, па потоа го представивте во Франција, таму изложбата се уште трае некаде до средината на септември, ќе ме поправите доколку погрешам. Ја воодушеви публиката во Франција, европската публика, секако и домашната публика. Колкав беше предизвикот да се собере се тоа, да се дигитализира, па потоа да се представи? Зборуваме ли за процес кој што навистина веројатно беше тежок? Па тој процес е тежок, но пружа големо задоволство доколку вие вистински се занимавате во тоа и уживате во тоа истражување, во таа работа. И тука сега ние започнавме да разговараме за таа дигитализација, односно како фотографии и филмови кои што се снимени на еден друг медиум, како ние да ги префрлиме во една дигитална форма и како да ги прикажуваме. Фотографиите на браќата Манаки се големиот дел од тие фотографии се снимени на стаклени плочи. Значи тоа е сребро-желатинска емулзија која што е нанесена на стаклена подлога. Тие се во една многу добра состојба, се чуваат во архивот во Битола и од тие материјали може да се работат доста и големи фотографии, големи принтови, затоа што самите плочи, бидејќи се голем формат, пружаат многу визуелни информации. Благодарение на оваа нова технологија, значи со дигитализација на тие негативи, ние имаме можност да го извлечеме максимумот информации од тие негативи. Значи, со новата технологија ние може да го зголемиме тој распон на тонови, сите податоци кои што ги има на негативот, ние може да ги покажеме со денешната технологија, што во тоа време кога браќата Манаки работеле, можело и тогаш тоа да се направи, но било многу посложено и потешко да се дојде до такви резултати како што ние денес имаме. Па затоа овие фотографии кои што после неколку прикажувања во Македонија, сега се во Франција, точно до 17 септември ќе биде отворена изложбата, тие се на еден високо техничко ниво направени, така да многу гости кои што беа на отворањето ме праша дали се тоа сребро-желатински фотографии, затоа што беа така направени, таква симулација јас направив на копиите да изгледаат дека се изработени на оваа фотографска емулзија, на сребро-желатинска емулзија. Тоа едно за мене представуваше навистина едно големо задоволство да истражувам прво во нивните архиви, во нивната работа, а и тој предизвик тие стари плочи, па нешто и компјутерска реставрација да се направи, да се коригираат некои оштетувања кои што се настанати за време повеќе од 100 и нешто години откако првите фотографии од 1898 година на Манаки се создадени. Така да оваа нова технологија пружа навистина големи можности за корекција на некои материјали стари, реставрација нивна дигитална, што е многу побрза реставрација од онаа класична реставрација на фотографските плочи што
Пред појавата на оваа дигитална технологија се работеше и на вистина задоволството е големо кога тие фотографии ќе ги видиме ние на едни големи принтови во некоја галерија. Така. Би ве замолила, господин Секуловски, како прв човек на ФДУ, да ни објасните како изгледа архивата на ФДУ. Сите оние филмови кои што ги имаат подготвено студентите од овој факултет, како и каде се чуваат. Повторно да зборуваме за тоа, нели VHS наспроти DVD, немаме представа што понатаму, нели како што кажавме, меѓутоа факт е дека имате предметна програма, веројатно ќе сакате да ни објасните и од каде се наметна потребата, што беше точно целта со воведувањето на аудиовизуелното архивирање. Дали може би станува збор за страв дека сето тоа што е направено може би ќе се загуби, па се обидуваме, се грабаме да најдеме начин да го зачуваме или? Апсолутно, значи ФДУ, Факултетот за драмски уметности како образовна институција, најстара и најдобра, благовремено сметаше дека всушност треба да најдеме начин, односно се она што е всушност продукција на Факултетот за драмски уметности, да се обидеме пред се да видиме што ќе се случува со тој материјал. Значи, за жал, материјалот, целокупната продукција на Факултетот за драмски уметности се чува во библиотеката, не е дигитализирана, бидејќи само по себе тоа подразбира дека бара процес и средства. Меѓутоа, очигледно дека новите продукциски филмови кои што ги продуцираше Факултетот за драмски уметности барем во последниве 4-5 години, се дигитализирани и ставени како такви во дигитални формати, на хард дискови. Како ќе се одвиваат понатаму работите, претпоставувам дека ќе одиме во насока на тоа да го дигитализираме целокупниот материјал, бидејќи тоа што е продуцирано е сериозно некаков архив кој што укажува на тоа кога ФДУ почнал, како се развивал и колку се проекти продуцирал. Така. Јас би ве замолила да се чувствувате навистина удобно во студиото и слободно да се надоврзувате едни на други, бидејќи така би биле поинтерактивни и поинтересни секако за гледачите. Факт е дека милионски суми се вложени во светот, во истражување на тоа да се најде кој е најдобриот начин понатаму за зачувување и архивирање на материјалите, да се најде уред кој што веројатно ќе биде или технологија која што ќе биде единствено решение. Вечна може би. Ќе трае ли многу долго или? Не, би сакал да нагласам како прва и основна, значи, констатација што треба да се знае дека процесот на дигитализација всушност значи и губење на квалитетот на материјалите. Значи вие во целост кога ќе дигитализирате нешто не може да го имате целокупниот квалитет на изворниот материјал. Така. Станува збор значи за филмски ленти кои што се работени при хемиски реакции, хемиски процеси. Секоја, значи, филмска лента има, мислам, тоа е детерминирано на одреден број на точки, кој што се разбира е многу голем. Меѓутоа, во дигиталниот свет тоа е детерминирано строго и тука се знае точно какав ќе биде бројот на точки. Сепак, идејата ми беше да кажам дека дигитализацијата всушност значи и одреден губиток на материјалот. Така. Во однос на архивирањето, денеска се применуваат многу методи, затоа што вие кога ќе го претворите материјалот во дигитална форма, станува збор нели за единици и нули, кои што треба негде да се зачуваат. Има многу начини денеска како тоа може да се реализира и при тоа да се задржи квалитетот и да биде сигурна таа архива. Имено денеска постојат многу дата центри низ светот и многу банки на податоци кои што се чуваат во различни земји и се прави така наречени мирор, значи точки, односно мирор единици каде што се чуваат податоците, истите податоци на повеќе локации. Единственото нешто кое што е страв да се изгубат податоците, нели некоја катастрофа или која што може да го уништи тој дата центар и на тој начин да се изгубат сите податоци. Затоа тоа се реализира на пример во повеќе градови на различни локации и се прави на медиуми кои што можат да издржат подолго време, односно да не ги изгубат податоците од физичките својства каде тие се чуваат. Например, магнетните ленти до ден денеска се уште се користат, меѓутоа они прават дигитален запис, кој што после одредено време го губат својството и дел од тие податоци може да ги снема. Така. Ги споменавме делата на... Јас би сакал само да се наразум. Имаме тука прва една дистинција. Сега ќе зборам за филмот, претпоставувам дека е истиот случај и со фотографијата. Значи, првата дистинција е филмови кои се снимени на филмска лента и денешните, апропо чувањето и архивата. Така.
филмовите кои се снимени денеска во дигитален изворно, значи во дигитален формат. Филмовите кои се снимени на филмска лента се дигитализираат, што се случува со нив понатаму е друго прашање, мислам, можеме да дискутираме и за тоа прашање, но дефинитивно правило, не пишано така да кажам, е дека апропо чувањето на филмовите, филмската лента е таа која не може ништо да ја замени. Било кој хард диск или не знам какви самиот процес на компјутерски дигитализација практично губи од тој квалитет. Не само заради квалитетот е посебно приказна, кога говориме сега за чување, за идните генерации. Аналогно, јас би извлекол заклучок на ова, идејата и предлозите на нашата фела, на филмските архивисти, е дека дури и филмовите кои се снимаат денеска, значи во дигитален формат, по завршувањето нивно на продукцијата, они може да си одат во дигитално прикажување, во дигитална дистрибуција, но ако режисерите и продуцентите држат до себе, они прават филмска копија. Значи, дигитално снимените филмови ги префрлаат на филмска лента. И што се случи? Еден парадокс. Пред некоја година Kodak, најголемиот производител на филмска лента, пропадна. Но пред 2-3 години почна повторно да произведува филмска лента. Се појавија неколку значајни имиња режисерски во светот, кои рекоа: луѓе, филмската лента не може да ја замени ништо. И благодарение на, дали на нив, дали на филмските архиви широм светот, затоа што ние се бориме филмот да остане, или да се врати, или да се префрли на филмска лента, Kodak почнува повторно да работи. Ние добиваме Кинотеката на Македонија, како членка на Меѓународната асоциација на филмски архиви, добива секоја година прашалник. Така. Во кој ни поставуваат нашето извршниот комитет неколку прашања, но главно е колку ние во наредната година, колку нас ни треба во наредната година филмска лента. Негатив, позитив, колор, црно-бел. Затоа што ние при дигитализацијата дигитализираме, но истовремено правиме и нови филмски копии. Значи, тоа се однесува на 150 и кусур филмски архиви ширум светот, кој прави, кој не прави, се разбира, кој повеќе, кој помалку. И врз основа на некои тие согледување се прави некаква количина која во договор со Kodak се порачува, односно се прави апроксимација за тоа колку во наредната година, само зборувам сега за филмските архиви ширум светот ќе треба да се произведува, а се разбира тоа треба за чување, не за ништо друго. Значи, јас уште само Да, поведете. Претпоставувам дека за пошироката јавност се многу вака делуваме скептично во однос на новата дигитална технологија и е добро да се знае дека всушност комплетната дигитализација е процес кој што значи се уште не е завршен, меѓутоа има и своји предности, значи кои како го менуваат, воопшто го забрзуваат процесот на продукција, постпродукција и така натаму и така натаму. Значи, многу важна работа е тоа дека значи, сите оние кои што имаат некакво искуство со филмската лента, значи, знаат дека тоа е друга магија, сосема поинаква магија, воопшто во однос на процесот, во однос на се она што е складирање, постпродукција и така натаму. Меѓутоа, мора да потврдиме дека тоа е всушност многу помачен процес, односно процес кој што сам по себе и чини многу повеќе пари, и повеќе време во однос на сите оние постапки кои што, да кажеме, го доведуваат филмот до завршна фаза. Дигитализацијата сама по себе го олеснува процесот, значи, бидејќи сама по себе, ако ништо друго... Не ви требаат километри филмска лента, нели за еден филм да снимате. Точно така. И нашето искуство со нашите студенти, например, доаѓаме во ситуација, бидејќи горе-доле ние сега заради просторните проблеми кои што ги имаме, па монтажните столови ги извадивме, меѓутоа се обидуваме со Кинотеката да го решиме проблемот, бидејќи филмаџија кој што ќе излезе од Факултетот за драмски уметности е недопустливо воопшто да не фати филмска лента, дали се работи за снимател, за режисер или за монтажер, бидејќи тоа е магија која што дефинитивно мора да ја почувствува, па ако ништо друго да направи паралела помеѓу едниот и другиот процес. Така.
Веројатно е интересен и фактот да споменеме тоа што на големите филмски фестивали, доколку праќате филм, на дел од фестивалите ќе ме поправите доколку погрешам, се уште се бара да им го испратите филмот на лента, нели? Да. Зависи од фестивалот. Зависи од фестивалот. Нема веќе тоа такви фестивали. Веќе ретко се фестивалите Мислам дека не постојат кои повеќе такви прикажуваат, да. Инаку ја не знам, ја не сум стручњак, право да ти кажам, во продукција, нели, од финансиски аспект, но скоро пред некој месец разговарав со еден наш режисер, мислев дека лично дека продукцијата на дигитален формат на игран филм, сега зборувам, конкретно, е поевтина и тоа е една од главните предности за користењето на дигиталната технологија, но бев запредпастен кога режисерот ми кажа дека е тука од прилика. Цената на чинење. Јас реков, јас прашав, јас исто, многу е поекономично. Така мене ми кажа, мислам сега што е верно, ја не можам, затоа што не се разбирам, не сум бил во продукција. Но поекономично и побрзо е, се намалуваат побрзо, да, на но постпродукција се намалуваат Па многу. зборувам од аспект на генералниот трошок финансиски Да, инаку и претходно на големите филмови, филмската лента веќе дури и не влегуваше во буџетот на филмот. Значи тоа не беше нешто енормно скап да. дел. Посебно ако добро испланираш, ако нема да да, потрошиш многу сега е, филмска лента. не, зборам за оние големи продукции каде што се со милионски суми еден филм, така да филмската лента апсолутно не им менува во буџетот. Мал процент. Сега дигиталната технологија и фотографската и филмската го убрзува процесот. Значи тоа е, со тоа се и поевтинува самиот процес. Значи ние на самото снимање гледаме што имаме. И во самата постпродукција оди многу побрзо и се намалуваат деновите. Со намалување на деновите на постпродукција се заштедуваат доста пари. Тука е поголемата економичност. Тука е економичноста во тоа. А од друга страна се ние зборуваме за дигитализација, но треба да разјасниме дека постојат две работи. Јас тука сега ќе спомнам една реченица на најголемиот конзерватор фотографски во светот, кој што има конзервирано првата фотографија на Никифор Непс од 1826 година, кој пред неколку години беше наш гостин во Скопје, Душан Стулик, тој од Гети институтот од Лос Анџелес, кој што вели, имаше едно предавање, вика, фотографијата е мртва, да живее фотографијата. Мислејќи тука на аналогната фотографија, дека аналогната фотографија, колку ние и да ја употребуваме сега, таа е мртва. Но направени се милиони, милиарди квалитетни, професионални, документарни, уметнички, било какви фотографии во текот на постоењето на овој медиум. И што со тие фотографии? Значи, ако ние ги дигитализираме стаклените плочи на браќата Манак или некои други фотографии, ние само ја дигитализираме, ја зачувуваме фотографската информација. Но самата фотографија, бидејќи фотографијата, негативот, тие се артефакти, музејски предмети. Ние треба да ја чуваме оригиналната верзија, дали е филм или е фотографија. Тоа исто како сега имаме многу напредни технологии на принтање на платна, па релјефно печатење на платно, и ние да ја дигитализираме Мона Лиза и да кажеме дека ја имаме во дигитална форма, многу е поубава од онаа на Леонардо, и да ја чуваме така, таа Мона Лиза што е оригинал, па тоа не е ни битно. Не е важно. Значи ние ги дигитализираме материјалите, но треба да ги зачуваме оригиналните извори. Значи оригиналната фотографија што била од 19-тиот век, дали е тоа снимена на стакло, на метал, на не знам на што е отпечатена, таа фотографија, тој предмет, ние како предмет треба да го третираме и да го чуваме. Значи ние треба да ги подобриме условите на чување во нашите институции кои што се грижат за чување на овие стари материјали. Така. Начнавте едно од прашањата кои што во продолжение сакав да ви ги поставам. Ќе направиме многу кратка пауза да ги погледнеме рекламите, ќе се вратиме веднаш во студиото. Вие сте со уште едно отворено студио на телевизија Нова. Разговараме за преминот од аналогна во дигитална ера, затоа ќе се обидеме да ги продискутираме сите предности на филмската лента и секако на дигиталните формати. Роберт, она што го зборувавте претходно, ви кажав дека е всушност дел и од едно од прашањата кои што во продолжение сакав да ги продискутираме. Може ли во овој случај филмските архиви да се гледаат како музеј? Одите во Лувр за да ја видите Мона Лиза, тоа е нешто
нешто што е историски, културно и емотивно веројатно вредно, меѓутоа од друга страна дигитализацијата го направила толку многу достапно, па буквално насекаде можете да ја видите Мона Лиза. Можеме ли од тој аспект нели да зборуваме за филмските архиви како музеи? Прашање до сите секако. Не, прашањето до музеи, прашањето е дека за мене се разбира, оваа дигитална технологија, дигитализацијата на филмот, сега зборувам за филмот, не за Мона Лиза, и за фотографиите. За мене единствената предност на овој нова технологија е побрзата, поголемата пристапност, достапност на филмовите до пошироката јавност, публика, да. Значи, денеска е многу едноставен процесот кога ќе се заврши филмот, да го испратите хард дискот, не знам каде, на било која точка на планетата и веќе нели филмот може да го погледа, не знам, илјадници публика. Тоа е од аспект на економичноста на прикажувањето, на дистрибуцијата на филмовите. Но тука има една, постојано јас гледам некоја нова изгледа, има тука еден проблем. Кога ќе го испратите хард дискот со DCP-то, се извинувам, на не знам, фестивал, имавме ние еден таков случај, го испраќате хард дискот и после 2 дена добивам мејл од организаторот од техничката служба, вика хард дискот не работи. Значи нешто во транспорт, фајлот се расипал. Или хард дискот се расипал, или не знам. Филм, вие, за прикажување, повеќе немате. Ако се вратиме малку назад, ако испратам филмската лента, во било кој крај, во било кој кино, и со најлоша апаратура, ќе почне филмот да се прикажува, ќе се скине филмот, ама апаратерот ќе го залепи и филмот ќе продолжи публиката да го гледа. Значи, и тука има сега малце ова, нели? Не, добро се видете, вие може да се запали транспортот што го носи па нели, се бива. Тоа е тоа. Меѓутоа, во овој случај кои нормално. се предностите на дигиталниот формат? Дигиталниот формат, освен поголемата достапност нели до апсолутно достапност е една од најголемите предности. Дома не можете да си пуштите филм на 35 мм. Апсолутно не, да. Максимумото што може. Меѓутоа, ете, дигитализацијата тоа го овозможува. Тарантино може да се пусти. Има бази достапни кои што се конвертирани во пристапни формати да може да ги гледаат сите гледачи. Тоа е една од најголемите предности. И второ е тоа што ете тој транспорт на пример сега не мора таков да биде механички, значи може електронски да биде. И е малце да кажам посигурен, за разлика од и поевтин нормално, кога би испратиле една лента, таа секако мора физички да стигне до таму, во нашиот случај и многу потешко. Така и треба специјални услови за транспорт и така натаму. Сакам да кажам дека е финансиски поскапо во однос на дигиталниот. Кога зборуваме од аспект на монтажа, која е подобрата, не сакав да се изразам така, меѓутоа подобрата варијанта, филмската лента или дигиталната верзија? Значи, се од аспект на практичност, на брзина, на ефикасност, се разбира дека дигиталната технологија дава поголеми можности. И до сега дека разговараме, ми доаѓа на ум да кажеме тоа дека ние говориме се уште за филм. Значи, сега кога велиме игран филм, тоа само по себе сугерира дека станува збор за филм, значи како медиум. Може би она што е подвижни слики е некако поблиску терминологијата која што сега би требало да ја користиме. А инаку една од предностите која што веќе долги години произлегува од новата технологија е да кажеме се она што се загуби всушност тој елитизам на филмот и на телевизијата. Кога зборуваме за аналогни формати во минатото, да кажеме една мала група на луѓе можеше да се занимава со филм и со телевизија, бидејќи горе-доле на овие и на пошироките простори, значи беа малкумина кои што се занимаваат со тоа. Новите дигитални технологии, значи се она што се интернетот и така натаму, паметните телефони, HD камерите, 4K кои што се она за пошироката јавност, веќе ви возможува да се занимава една поголема бројка на луѓе, бидејќи горе-доле тоа што во минатото беше поим и по однос на цена и по однос на начинот на кој што се едуцира, односно обучаваат тие кадри,
Сега ви е далеку попристапно, а тоа значи дека можете да направите, сега говорам можеби за кратка форма, која што како таква е поблиска до пошироката јавност, да ја закачите на интернет и таа веднаш инстантно да ја видат огромна бројка на луѓе. Тоа само по себе наметнува едно многу интересно прашање, кое што исто е голем долг период дилема, што ќе се случува, односно како ќе заврши таа борба помеѓу телевизијата и филмот, односно подвижните слики, бидејќи гледате дека се она што се паметни телевизори, значи дигитална технологија во емитувањето и така натаму, некако се врши некаков сублимат, односно фузија на сите овие три медиуми, која говорам трет медиум, мислејќи на интернетот, така да процесот е почнат, каде ќе заврши, предпоставувам дека и оние со најголема имагинација не би можеле да кажат. Кога зборуваме за тоа дека процесот е почнат, каде ќе заврши, она на што во моментов ми текнува е да наречам споредба Дизни наспроти револуцијата што ја направи Пиксар. Порано зборувавме за цртан филм, сега веќе зборуваме за анимиран филм. Вие доаѓате од продукција, да го прокоментираме ова? Да, границите многу се губат, како што каже Лазе полека. Уште многу одамна... Не може би дека нема граници, постојано, нели? Апсолутно, да. Уште многу одамна, да кажеме, телевизискиот медиум како таков почна нагло да се развива и да се приближува кон границите на филмската продукција, а во однос на анимацијата во минатото апсолутно аналогно било, значи, изработката на сите тие анимирани филмови. Денеска е впрочем и незамисливо тоа, практично не може да се работи. Све е базирано на софтверски решенија и на уметниците исто дигитално работат. Значи сите нивни идеи најнапред дигитално се реализираат, па понатаму се едитираат и станува дел од едно анимирано филмско издание. Така што денеска можам да кажам дека е незамисливо да се направи анимиран филм во класична аналогна технологија, кој што има сериозен адут, например, да стане некое филмско остварување кое што треба да освои, да кажеме, голем број на гледачи. Ќе направиме уште една многу мала кратка пауза, се враќаме веднаш во студиото. Се враќаме веднаш во студиото, како што ви најави. Во продолжение би сакала да позборуваме малку за дигиталната ера од аспект на фотографијата повторно. Дали дигитализацијата, дигиталните апарати, тоа што во еден мал паметен, релативно мал, нели, паметен телефон веќе имаме камера со навистина добар квалитет, односно камера која што вади слика со неверојатно добар квалитет. Ја направи ли фотографијата премногу достапна од аспект на тоа дека може би ја разводни или? Па и дигиталната фотографија ја разводни... Дали ова да гледаме како предност или како... Па не направи никакво поместување во фотографијата, во она професионална фотографија. Освен што ја убрза тој процес на создавање на фотографиите, а инаку долго време веќе, десетина години зборуваме ние за таа дигитална ера, што е таа дигитализација, не знам што. Само да кажам дека од создавањето на првата фотографија, хелиографија од 1826 година до денешно време, постојат повеќе од 160 и неколку фотографски процеси, од кои што ние и кои што професионално се занимаваме со фотографија знаеме 20. Значи, постојат такви процеси кои што во историјата на фотографијата се јавувале, но неколку се главни што биле од дагеротипија, па тие влажни колодиумски плочи и после најдолго време се задржа таа сребро-желатинската емулзија, односно она ние класична аналогна фотографија што ја знаеме. Со доаѓањето на дигиталната фотографија, тоа беше некаде преминот 96-та, 7-та, 8-та година, кога веќе дигиталните апарати се појавуваа и тогаш постоеше дури една дилема дали дигиталната фотографија е воопшто фотографија, дали дигиталната фотографија е уметност, затоа што незиниот квалитет беше доста слаб. Во денешно време дигиталните камери веќе ја надмина резолуцијата на филмот.
Значи, од техничка, од технолошка страна, дигиталните камери се со една висока резолуција, односно со една голема обсег на тонови, на острина, може да се прават метарски фотографии кои што се навистина поквалитетни технички од аналогните фотографии, од тие големо форматни камери. Од една страна е тоа, од друга страна со појавувањето на овие телефони кои што имаат вградено камери, фотографскиот медиум не доби, професионалниот фотографски медиум не доби некоја конкуренција, затоа што тоа се играчки за големи деца. Како што ние од секогаш сме имале можност, нели, да пишуваме, да не знам, имаме шахови дома и таква. Тоа е само една алатка која што ние добиваме некои спомени, некои визуелни спомени, па ги објавуваме, ги пуштаме на интернет и сега мислиме дека со тоа сме направили некои фотографски дела. Исто и со овие филмови. Која Лазе спомна дека овие технологии нови го забрза филмското творештво, аматерското филмско творештво. Тоа се некои форми, визуелни форми кои што не се филмови, не се ни аматерски филмови, затоа што филмот едно е филмот како технолошки медиум, а друго е филмот како наративен медиум. Значи, за да се направи еден филм од една минутна, значи најкратката форма што постои, што постојат фестивали каде што се надпреваруваат тие филмови, тука постои да има една, мора да има една драмска форма, една нарација во тој филм. Значи, овие да не, ајде, визуелни клипови или како да ги наречам, материјали кои што ние ги гледаме, тие апсолутно не содржат некаква таква форма. Форма која што има амбиција да биде некакво кратко филмче или да биде некаков филм. Така и со фотографијата. Сега јас ако направам од овде фотографија од кај што седиме, ние пиеме кафе, уживаме. И тоа го пуштам на Facebook или некаде, тоа е една визуелна информација, но не е фотографија. Значи, ние ако сакаме да разговараме за напредокот на фотографската техника, на фотографијата како медиум или на филмот, ние треба да седнеме во Кан, Венеција, не знам, овие Берлин, на најголемите фестивали, да седнеме и да ги видиме филмовите и да зборуваме дали има напредок во филмот или нема, или да ги гледаме најголемите светски музеи и галерии каде што се изложуваат фотографии, да кажеме да, има голем напредок во фотографскиот медиум. Така, веројатно Инстаграм и паметните телефони не натера веројатно да помислиме дека сме сите фотографи. Инстаграм и тоа се апликации кои што симулираат стари фотографски техники. Так. Значи, токму така. Добро, се тоа аматерски. Тоа е аматерски, да. Професионално. Инаку нема ова Лазе сега што кажа, што ми го ја читам, не знам, фестивал на филмови снимени со iPhone. Нели? Ама тоа си играат луѓето, децата или Не, вака сега. Предпоставувам дека погрешно бе Иначе не, добро. Да, значи ова што Роберт вика, ако сакате сериозно да се занимавате со фотографија, значи прво има структура некоја, има содржина, има методологија на филм снимен со iPhone или со било кој телефон да добие Оскар. Значи, пристапот, начинот на работа е... Добро, тоа е, мислам, повеќе популаризација на технологијата и на одредени технологија. Технологијата значи, не... она што ние дефинитивно прво ги учиме студентите, значи ние во однос на некакви софтверски апликации и така натаму, посветуваме многу малку внимание, се разбира технолошкиот процес има предмет кој што го следи тоа, меѓутоа на овие креативните предмети се разбира дека една од најважните работи е всушност да на некој начин студентот дојде до она што е суштината на филмот. А тоа е всушност наративот, односно драматургијата и сите оние аспекти кои што се многу важни. На крај крајава вие можете да научите филмскиот јазик. Апсолутно. Значи тоа е нешто што јас често пати велам, јас имам апарат дома за заварување, ама никогаш ограда не сум направил. Тоа е исто, као да баратате со некакви камери, со нешто опрема за монтажа, не знам да е science fiction сето тоа, ама производот кој што ќе го извадите, значи да не ги задоволува елементарните стандарди. Меѓутоа постои од востанувањето на Vimeo, на Yahoo и така натаму, има случаи во кои што талентирани, значи луѓе стигнале, испродуцирале, нашле начин да испродуцираат филм кој што веднаш после ставањето, закачувањето на интернет, станал толку популарен, продуцентите
го виделе неговиот квалитет и влегол во професионалните води. Сега не правиме муавет за тоа како, на кој начин не успеал до тогаш да сработи, меѓутоа јас говорам за можноста дека може да се isproducira, да се стави и на некој начин да биде поблиску до јавност. Го споменавме интернетот. Дали YouTube е можеби начин на архивирање, привремен транзицијски начин на архивирање или можеме ли воопшто да гледаме од една страна така? гледано, да, YouTube е на еден начин некој архива, меѓутоа таму имате ограничен формат, значи тоа е за домашна потреба формат и не може да кажеме дека таму ќе чуваме некои аудиовизуелни дела кои што се од голема важност. Затоа што неговата намена е сосема друга, меѓутоа како начин на архивирање за таков, да кажам, обичен или домашен стандард за гледање е доста сигурен, затоа што YouTube како форма, предмалку како што кажав, има многу, значи, дата фарми низ светот и неговите податоци се доста сигурни. Не само YouTube, него и сите останати значи компании кои што се занимаваат со такво архивирање на материјали кои што се за домашна потреба се доста сигурни. Тоа денеска се применува и на архивите со поголеми, значи, квалитетни, кои што чуваат материјали со поголем квалитет, со тоа што се разбира дека архивирањето сега е детерминирано од технолошкиот развој, значи капацитетите не може да бидат многу големи, тие се ограничени ради технолошкиот развој, меѓутоа со текот на времето како се зголемуваат, значи, можностите за добивање на уреди кои што имаат поголем капацитет, тоа станува се подостапно и за овие професионалните начини на архивирање. Доаѓате од продукција, како се справувате со архивирањето? Сте во дилема дали аналогна или дигитална форма или не? Не, аналогна форма чуваме затоа што мојата продукција оваа година ќе обележи 20 години од своето постоење. Ние почнавме со аналоген формат на снимање и се уште чуваме некои материјали кои што се снимани изворно во аналоген формат. Тие се дигитализирани од нашите сториджи, меѓутоа сепак ги чуваме оригиналните аналогни ленти, магнетни ленти кои што се користени во тоа време за изработка на некои аудиовизуелни дела. Меѓутоа веќе последната деценија све е дигитално, дури начинот на едитирање, снимање и така натаму е насочен кон дигиталниот метод и архивирањето како такво си бара по себе доста финанси, доста поспецифични услови, голем број на уреди кои што ќе може тоа да го издржат. Во продукцијскиот свет е многу важно тоа архивирање да биде достапно. Значи не е само да го имате, него негдека да стои, туку и да ви е достапно постојано. Значи да може во секое време да пристапите кон сите тие аудиовизуелни дела што ги имате. Токму така. На онаа дебата која што пред некое време се одржа, можеби 2 години се веќе поминати во кинотеката на Македонија, се зборуваше за тоа дека деградирањето на дигиталните формати оди многу брзо. Може од 100% да дојдете буквално до 0% од она што ви имате архивирано во дигитален формат. Од друга страна пак што се однесува до филмската лента, оштетувањето веројатно оди, процесот за среќа веројатно оди многу побавно. Можеме ли ова прашање до сите овде, може ли ова да го гледаме како предност на филмската лента или? Не е проблемот по мене во ова за дигиталната форма во деградирањето. Поголем е проблем во развојот на технологијата. Точно, да. Значи, технологијата толку брзо се менува, што се разбира, мора да ја следите. Така. Значи, и хардверски, и софтверски, и секако. Нели? Може да се, пак, нели, да не се повторуваме, ако денеска, не знам, ја не сум стручњак за тоа, веројатно вие знаете подобро, ако утре ќе се промени софтверот или не знам, ќе се направи форматите многу често се форматите многу и морате постојано да ги менувате, да ги конвертирате од еден во друг формат, да ги мигрирате од еден на друг формат. Така. А за разлика од филмот кој, фала Богу, тоа е стандардизирано. филмската лента ќе си ја ставите, се разбира дека и филмот бара соодветни услови за чување, нели? Но ако ги обезбедите тие услови за чување на филмската лента, може да живеете. Да, и се она што е во однос на филмот, значи за оштетувањето, сега кога говориме, претпоставам дека говориме као копија за емитување, бидејќи таму може да биде оштетувањето, ако говориме за професионално чување, се разбира дека тоа е негатив кој што сам по себе се чува и тој од него се прават копии за емитување.
И тоа само по себе е можеби најсигурната варијанта, она што Игор го говори, тоа е најголемиот проблем. Каде, односно што е тој, кој е тој стандард кој како таков ќе остане, да кажеме, ако ништо друго, барем во наредните 10 години. Кога зборуваме за конвертирањето, како ни оди, како сме се бориме постојано со тоа конвертирање, ги следиме ли доволно брзо Па да, тука промените? најголемиот удар е во телевизиската технологија, затоа што таа најнапред тука се имплементираат тие промени, развојот, затоа што телевизиска технологија како таква работи со компресирани фајлови, што значи дел од губитоци на таа слика поради достапност, простори и така натаму. Вие дневно имате многу материјали кои што се продуцираат во секоја телевизија. Нивното архивирање е доста тешко затоа што секојдневно нивниот број се повеќе и повеќе се зголемува. Така да телевизијата како технологија е осудена на таа компресија практично на одредени губитоци. Сега брзиот технолошки развој поведува постојано све нови и нови, значи технологии, нови начини на компресирање на овие материјали и таа емиграција, како што спомна колегите, од еден во друг формат, практично значи губење на време и губење на ресурси, затоа што вие таа архива постојано ви се зголемува и сега за да ви биде достапна денеска, вие или треба да ги чувате сите претходни технолошки уреди за да може да ги репродуцирате, или па целата архива треба да ја префрлите во еден нов формат за да биде достапна за новите уреди кои што ги имате. Ова највеќе го осеќаат телевизиите, затоа што кај нив најнапред се имплементираат сите нови технолошки достигнувања. И мислам дека денеска има некој модел кој што го применуваат голем број на телевизиски куќи и релативно добро се снаоѓаат со тој процес. И се надам дека во иднина исто така ќе се одвива. Секоја година новите достигнувања бараат и нов начин на размислување и нов начин на продукција и чување на целокупните аудиовизуални дела кои што се наменети за телевизиско емитување и од тој аспект мислам дека тој модел на работа е доста добро усовршен затоа што денес имате многу голем број на телевизиски куќи и нивната пракса се еден вид менува и се станува едукативна, учат едни од други и успеваат да се снајдат со тој проблем. Само уште нешто, бидејќи сега тоа не е нешто што да кажеме во минатото не се случувало кога говориме за телевизија. Бидејќи промената да кажеме од Umatic на не знам на бета, квадриплекс, се форматите, значи не било толку интензивно и не било да се случувало. Сега е многу позабавно. Значи само тоа е разликата, брзината. А во врска со фотографијата, ние цело време се зборуваме за таа фотографска информација, односно во дигиталната ера да го наречеме дигитален негатив. А фотографијата представува еден отпечаток на хартија. Значи секаде каде што ние ги гледаме фотографиите, тоа се отпечатоци на некоја хартија. Во сегашно време е многу поопасно, поголема опасност представуваат условите во кои се чуваат тие фотографии. Значи, дали фотографијата е снимена на негатив, на филмска лента или е во дигитална форма, ние мора да ја отпечатиме и да направиме на копија која што ја изложуваме низ галерии, низ музеи. Проблемот е со тоа што кај нас постојат, не кај нас, секаде во светот постојат најразлични методи на такво печатење, па така да сите ние одиме од она што ни е поевтино. Значи, еден отпечаток, например, една квадрат на една фотографија, може вие да најдете со добар квалитет за 500 денари да се отпечати, а може да најдете и за 10.000 денари. Се подразбира тука дека оно што е 10.000 денари од еден квадрат, дека тоа е со врвен квалитет и кој што ви ветува, ви гарантира на некој начин дека таа фотографија ќе трае. А овие другите тие може за месец, два, за една година да избледат и да ги снема. Или и самата подлога на која што се отпечатени. Кај нас, за жал, се уште и во нашите врвни институции не се води сметка за тоа на кои медиуми е отпечатена фотографијата, на кои носачи на емулзија. Во познатите светски музеи и галерии, ако сакаат да ви откупат некое дело, фотографско дело, тие ве прашуваат со кои мастила, значи дали се тоа пигментни или се водени мастила, на која хартија, на каква основа, дали има киселост хартијата или нема, и вие им кажувате како е тоа, и после тие прават хемиска анализа на таа фотографија. И со тоа ја оценуваат и вредноста на самата фотографија.
Има музеи и галерии каде што не откупуваат дела кои што не се отпечатени на архивски хартии и кои што не се печатени со архивски бои. Значи, тоа е една многу важен сегмент во чувањето на овие дигитални материјали кои што веќе не се дигитални, туку тие се месени аналогни, што се едни предмети од хартија кои што треба да им обезбедиме соодветни услови во нашите архиви и кои што ќе ветат еден долг временски период на чување на тие материјали. Тоа е сепак некој носач на Тоа е фотографија. да. Кој гарантира Секако. опстанок на фотографијата. Да, но Таа хартија, како таа кажеш, хартија не е обична. Не е оној дигитален. Не, тука е веќе хартија. Фотографијата е хартија. Ние цело време зборуваме за интернет, за тоа фотографски, тоа се визуелни дигитални записи. Форми, така. Дигитални форми, а не се фотографии. За жал времето не истекува. Последното прашање кое што ќе го поставам, би сакала сите четворица да ми го одговорите, меѓутоа да имаме предвид дека сме веќе на крајот. Го споменавме на конвертирање. Ќе трае ли тоа до бескрај или се надзира некоја промена која што ќе понуди ново можеби? Нема, тоа до бескрај ќе Потребно трае, затоа решение. што постојано ќе има све нови и нови новитети, технологијата ќе оди све побрзо напред, ќе доаѓаат на сцена нови методи, нови алгоритми, нови хардверски решенија и мислам дека тоа вечно ќе трае. Според мене. Можеме ли барем темпото да го предвидиме, ќе оди се вака бргу? Па ќе се забрзува. Ќе се забрзува дополнително. Да, Само побрзо може да види. да, само побрзо. Така. Како е во однос на фотографијата? Во фотографијата, значи, само начинот на создавање на фотографијата, значи фотографските камери одат доста брзо, Така. но треба печатарската индустрија да ги следи. Што е таа многу поскапа, погломазна индустрија и малку послабо ги следи тие дигитални промени кои што настануваат во создавањето на фотографијата. Па ние сега имаме фотографии кои што ги гледаме на 4K дисплеј на монитор, а кога ќе го отпечатиме, тоа не е воопшто така, затоа што многу тонови, многу острини, не знам, информации кои што на дисплејот ги има, печатарската индустрија не може да ги покаже. А од друга страна, важните дигитални фотографии во светот, имам информација дека тој страв, дека еден ден од некоја кутија каде што има 1 милион фотографија, ние не ги гледаме, кога ќе ги ставиме тоа во компјутер нема да се отвори. Важните фотографии, тие бинарни информации ги снимаат на микрофилмови, за во таков случај да ги вратат како информации во дигитална форма. Значи, дигиталните информации ги снимаат на аналоген формат и како таков ги чуваат. Значи, тој страв дека еден ден кога ќе ставиме ние некаков диск или нешто, нема да се отворат фотографиите, тоа се уште постои. И ќе постои, мислам, и понатаму. До кога ќе владее овој страв, ќе конвертираме до бескрај од аспект на монтажа, како изгледа тоа? Мислам дека исто би одговорил како што Милчо одговори. Претпоставувам дека ќе иде во таа насока, ако ништо друго, јас гледам од онаа позитивната страна, дека всушност на некој начин ќе ја олесни работата, иако и сега е поприлично олеснета, меѓутоа сепак не е до тоа каде ќе оди технологијата, туку што ќе се прави со таа технологија. Така. Истото прашање и за вас, да сумираме на крај. Спомнав, мислам, уште од почетокот, дека и овие филмови денеска што се снимаат на дигитален формат, треба да се вратат, како што рече, односно да се префрлат, не да се вратат, како што рече Роберт, на некој аналоген формат. И предпоставувам дека режисерите кои малку повеќе се грижат од другите за своите дела, ќе работат на овој принцип. Не само, аз го спомнав, Квентин Тарантино дома има филмски проектор, па си гледа филмови од филмска лента, не гледа, он кажа во една прилика, дигиталното кино е телевизија во кино. Така да, или да речеме, не знам, да ја прашате публиката седмиот дел, дали знаат седмиот дел на Војна над звездите на кој формат е снимен. Прашете, да видиме дали знаат. Тоа е, значи, не знам, тоа е мојот став. Можете да снимате дигитално колку сакате, може да направите, не знам какво дело, и од естетска, и од техничка, и од било каква гледна точка, но ако сакате делото да ви остане за наредните 100 години, префрлите го на филмска лента. Така. Предстојат летните одмори, се надевам им дадовме
тема за размислување на нашите гледачи, да подразмислат како и каде ќе ги сочуваат сите Свои фотографии и видеа со кои што ќе се вратат од одморите. Навистина ви благодарам за тоа што се дружевме, се надевам дека ви беше пријатно во студиото на телевизија Нова и дека ќе се видиме повторно. Не дадовме одговор, не се ни надевавме веројатно дека ќе ја решиме оваа дилема, меѓутоа се обидовме да ги натираме гледачите да подразмислат на оваа тема. Ви благодарам на сите четворица за гостувањето, да се видиме повторно во наредна прилика и секако на гледачите ќе им посакам да останат во добро здравје и секако да гледаат телевизија Нова. Тука се најновите и најинтересните информации. Ви благодарам за вниманието со кое што го проследивте ова отворено студио. Довидување.